Първо благодарам за поканата да направим анализа за политическата ситуация в България. Нема големо изненадување. За последните 2-3 години ова се 6 избори предвремени и българите много често се мајтапат дека ако не гласат на 6 месеца има нещо кое што не е нормално. Но сега да поминеме кон вистинските резултати. Без никаква изненада, победител на оваа партија и големото враќање на политичката сцена е на партија ГЕРБ на лидерот Бойко Борисов и бившиот премиер на Българија. Това е првото нешто. Второто е загубата на либералите. За македонската публика најпознатото име е Кирил Петков, бившиот премиер, кој што е веќе на трета позиција и дури има тенденција, има прогнозе дека неговото распаѓање на тази коалиција ќе оди надолу. Третото е тоа што се случи одма после изборите, оставките. Оставките во либералниот сектор, сојузникот на Кирил Петков Христо Иванов и оставката на лидерот на Социјалистичката партија Корнелија Нинова, на бившите комунисти. Сега за Корнелија Нинова не е многу сигурно, затоа што она на секои избори дава оставка и после ја избираат затоа што имало голема љубов. Што ќе се случи од тука натака? Се предпоставува дека Бойко Борисов ќе направи се да создаде нова влада, редовна, не техничка како што е во моментот. Дали ќе успее, тоа ќе го видиме многу брзо. Тоа е една од варијантите. Другата варијанта е техничката влада, која што е сега со господинот Главчев, да продолжи да функционира со некои промени, како една редовна влада, нормална, во иднина. Што ќе стане од тие два варијанта ќе видиме. Со сигурност за Македонија тоа што е важно е дека Бугарија ќе има и официјално нов министер за надворешни работи, затоа што сегашниот премиер ги извршува и двете должности, и премиер и министер за надворешни работи. Моето длабоко убедување е дека изборите не треба да влијаат на односите меѓу Бугарија и Македонија. Во никаков случај, ниту сега, ниту во минатото не требало да биде така, ниту пак во иднината. Бугарија и Македонија треба да имаат многу блиски односи со јасна перспектива, затоа што сето ова што се случува последните неколку години не е нормално. И се надевам идната влада во Македонија и во Българија да најдат тоа универсалното решение за една нормална комуникација на политичко ниво, затоа што во другите сфери луѓето си комуникираат нормално, тие си живеат, си се посетуваат, видите што се случува на Црно море или пак зимата во Банско. За обичниот човек реалноста е сосема друга и нема врска со тоа што се случува на политичката сцена. Иднината на односите е јасна. Дали со Мицковски или без Мицковски, дали со Борисов или без Борисов, добрите односи меѓу двете држави немаат алтернатива. Тоа што е важно за македонската публика, за македонските граѓани, тоа што треба они да го знаат и да бидат убедени во тоа, дека Българија нема да поставува никакви услови за европската перспектива на Македонија, ниту пак нешто ќе се променува. Тоа прашање е веќе во полето на македонските политичари и од нивната желба, од нивната искреност, дали они сакаат да продолжат по тој пат, ќе се реши тоа прашање. Во никаков случај, се друго, во никаков случај, повторувам, се е лага да се тврди дека од Софија ќе има некаков диктат, некаков притисок или било што. И мислам дека кога луѓето влегуваат во реалната власт, тоа многу брзо ќе го разберат, но многу поважно е тоа да го соопштат на своите сонародници.